Оваа сабота требаше да ја завршам темата под наслов деноминација и тој ќе го направам, но претходно да цитирам еден извадок од Духот на пророштвото, кој што само го парафразирав кога зборував на темата Новозаветната синагога, бејќи тогаш се уште не ми беше вратена оваа книга. Но сега кога ја имам, е добро да го прочитам целиот цитат така како што гласеше, затоа што моето сеќавање и моето парафразирање не беше баш прецизно, колко што се сеќавам. Еве што напиша Елена Вајт во врска со тоа како треба да се мисионира и сведочи во нови полиња или кога мисионерите влегуваат во нови места. Овие нејзини зборови се запишани, односно биле запишани во списанието Преглед и гласник 13. јуни 1912 година. Значи, пред 103 години. Елена Вајт вели вака: треба секогаш да се има на ум дека ние сме реформатори, а не злобници. Сега, што значи ова? Кога нашите работници, вели, влегуваат во ново поле, прво што треба да направат е да се запознаат со пасторите на разните цркви во тоа место. Ова е она, кога зборувавме зашто апостол Павле, кога влегувал во нови полиња, во нови места да проповеда, прво што правил е барал да се сретне со кого и да отиде каде? Во еврејската синагога, ако постоела таква, ако не постоела, со некои кои што во тоа место веќе биле верници и го обожувале вистинскиот Бог Творец. Значи, Елена Вајт вели дека тоа треба да го прават и денешните мисионери, да се запознаваат прво со пасторите на разните цркви во местата каде што влегуваат да мисионираат. Патам речено, ова, слободно можем да речем, не важи за МПЦ, бидејќи повеќето од нив беа неверници комунисти во мантија. Но кога Елена Вајт вели пасторите, значи, предпоставуваат дека се однесува на луѓе кои што се духовни и верски водачи на своите стада. Понатаму вели, многу што е загубено, занемарувајќи го ова. Во колку нашите проповедници се покажат пријателски расположени, друштвени и, се внимавајте, и не делуваат како да се засрамени од пораката која што ја носат, значи не се однесуваат како да се засрамени од пораката која што ја носат, таа пораката ќе има одличен ефект. И ќе им даде прилика и на овие пастори, се мисли на други деноминации, и нивните цркви, ќе им даде пријатен впечаток на вистината. Понатаму вели, уште една реченица, нашите работници треба да бидат многу внимателни да не оставаат впечаток дека тие се волци кои што се прикрадуваат да украдат по некоја овца од друго стадо, за да се ја однесат во своето. Би го завршил ја така овој нејзин коментар. Навистина многу што е загубено кога не се следат овие принципи и најдобар пример овде во Македонија е кога, например, македонската мисија, без оглед какви мотиви има, сепак, представувајќи се како граѓанско здружение во јавноста,
се однесува како да се срами од пораката која што ја носи. Токму оно што Елена Вајд тука го посочува како голема слабост. Ако се срамиме или се однесуваме, може би не се срамиме, меѓутоа може би мислиме дека така е исправно, но оставаме впечаток како да се срамиме од пораката што ја имаме, тогаш таа нема да има ефект. Сега ќе видиме еден друг пример на срам, кој што се случи деновиве, и тоа во контекст на посетата на папата во Соединетите Американски држави. Меѓутоа, предходно би сакал да се вратиме малку поназад во историјата и да видиме како првите адвентисти, за разлика од денешните, гледале на деноминираните, легалните, официјалните цркви, кои што постоеле во нивно време. И зашто тие самите не сакале да бидат како и нив, да бидат како и тие, да бидат легални, легализирани, регистрирани, деноминирани како верска заедница. Првите адвентисти долги години пружале отпор кон било каков обид за легализација на самите нив како верска заедница, како деноминација, за регистрација, за организација. Имало многу причини зашто така се чувствувале и зашто така мислеле. Меѓутоа, која била главната причина? Од што се плашеле? Од што се плашеле кога не сакале, како и другите деноминации, и тие да бидат легална регистрирана верска заедница со свое официјално име и така натаму? Од што се плашеле? Ако читаме во нивните списи од тоа време, ќе забележиме, се разбира, нема време да читаме се, ќе забележиме дека најмногу се плашеле од тоа да не станат слични на другите деноминации, да не станат дел од Вавилон, да не отпаднат од вистината, затоа што првите адвентисти настанале во Соединетите Американски држави, се појавиле таму, и затоа што според самото нивно учење, Соединетите Американски држави биле што? Соединетите Американски држави биле вториот звер. Вториот звер од откровението, од библиските пророштва. И сега, како да се регистрираат, како да станат легална деноминација, кога таа легализација или акредитација, кога тоа признание треба да го побараат од властите на Соединетите Американски држави, значи од, како што самите верувале, од вториот звер. Значи, логично им изгледало дека ако сте признати од зверот, првиот или вториот сеедно, тогаш сте дел од неговиот систем. Така мислеле и така верувале првите адвентисти. Значи, пред неколку саботи зборував за тоа дека првата црква, апостолската црква, воопшто не се деноминирала. Воопшто ниту се нарекувала себе си со некакво име, бидејќи според зборовите на апостол Павле, она што ним им било важно, било не да се проповедаат себе си, не да се рекламираат себе си, туку Исуса Христа. Кога настанува деноминацијата кај адвентистите? Значи, самото именување, дури 1860 година. Значи, многу доцна во однос на предходниот
период. Па потоа ја организирале првата конференција или област наредната година 1861 и Генерална конференција 1863 година. Меѓутоа, самото име Адвентист на седмиот ден настанало во 1800 и било регистрирано, легализирано 1860 година. Значи, пред да постои и првата конференција и пред да постои Генерална конференција. Тоа што е тоа што го регистрирале? Ако не ја регистрирале својата верска заедница, што регистрирале? Се уште не постоела нивната организација. Оно што го регистрирале и зашто имале потреба да се деноминираат е нивната издавачка куќа, нивната печатница. Значи, печатницата, Преглед и гласник, била како фирма регистрирана 1860 година и бидејќи не била приватна собственост на Джеймс и Елена Вајт, а до тогаш изгледало како да е, значи тоа било една нелогична ситуација, тие собираат дарови и десетоци од еден куп верници, а самата фирма, самата печатница функционира како да е нивна приватна собственост. И тоа била една неубава ситуација, оставало и впечаток на простор, да речем, да бидат клеветани и обвинувани за материјален интерес. Значи, потребата од регистрација, деноминација била логична, затоа што требало да се регистрира нивната фирма, нивното дело, оно што го правеле. Во времето на апостолите не постоеле печатници, не постоеле фирми. Значи, во времето на апостолите не постоела потреба за регистрација. Црквата ќе биде признаена дури од Константин во 4. век. Значи, многу подоцна, векови подоцна. А и тогаш кога ќе биде признаена, тогаш можеме слободно да речеме ќе почнат проблемите во христијанството. Не дека претходно немало проблеми, туку овие поголемите проблеми кои што ќе доведат до голем отпад начело со човекот на беззаконието низ целиот среден век. Иако во услови на верска слобода и во услови, значи, на законска потреба од легализирање на своето дело, деноминацијата и организацијата сами по себе не биле грешни, не биле погрешни. Сепак, дали официализирањето или легализирањето на адвентистите исто така содржи во себе опасност за отпад од вистината, како што се плашеле пионерите, дека ако се регистрираат, ако се деноминираат, ќе станат дел од Вавилон. Нема да станат со самото тоа дел од Вавилон, но дали самата легализација, како во времето на Константин, значи опасност, барем потенцијална опасност за отпаѓање од вистината. Тоа е она што сакам да го разгледаме и да видиме дека постои таква опасност, иако не мора да настане. Опасноста постои во легализацијата само затоа што откако ќе се легализира црквата, тогаш повеќето верници тоа легално признание од државата, таа официјална регистрација и нивната официјална деноминација ќе почнат неа да ја гледаат како црква. И тоа е проблем. Тука настанува проблемот. Тоа се случило со христијаните од 4. век па натаму, тоа се случило и со адвентистите на седмиот ден. Затоа кога зборував порано на темата што е црквата, споменав како мнозина адвентисти денес под црквата ја подразбираат својата деноминација. И доаѓаат до еден абсурд. Например, ако Генерална конференција е црквата, а црквата е телото Христово,
Тогаш телото Христово, нивниот памет не оди до таму, меѓутоа, ако логично го продолжиме тоа размислување, црквата, телото Христово постои од 1863 година. Точно или погрешно? Погрешно. Се разбира погрешно. Затоа е тоа и проблем на самото црковно единство. Еве, например, повеќето адвентисти во Македонија под црковно единство што подразбираат? Како да станеме повторно иста деноминација, иста организација, како да има повторно и една регистрација пред властите и така натаму. Тоа е црковното единство. Од една страна се срамиме од нашата регистрација, па измислуваме граѓански здруженија и не сакаме. Значи, таму каде што треба за пред јавноста, регистрацијата и деноминацијата, во правниот сообраќај, таму се криеме, а таму каде што не треба, внатре во црквата, таму ја истакнуваме како да е нешто битно. Сосема погрешно, сосема обратно. Изместени вредности. Исто како во времето на пророкот Еремија, кога евреите велеле црква Господова, црква Господова, црква Господова е ова. Што? Храмот? Значи пред Соломон не постоела црквата Господова? Значи шаторот не бил нешто исто толку вредно и важно како храмот на Соломон? Зарем тие не биле Божи народ пред тоа? Точно, црквата не беше зградата, но црквата не е ниту деноминацијата. Црквата не е ниту организацијата. Таа постои само во правниот сообраќај, како правно лице за односи со државата и со други правни субјекти, бидејќи живееме во такво општество. Но внатре во црквата деноминацијата нема никаква духовно значење, никаква вредност. Би сакал да прочитам некои текстови од времето на раниот адвентизам. Два цитата што ќе прочитам е од познатиот пионер Џон Невинс Ендрус, по кого што е именуван универзитетот во Мичиген. Дали знаете дека првите адвентисти, некои од нив, се разбира не сите, се разбира тие имале различни толкувања што значат пророчките символи во Откровението, например бројот 666, што значи. Некои од нив верувале дека бројот 666 значи, знаете што, вкупниот број на протестантски секти во Соединетите Американски држави. Замислете. Еве ќе прочитам два цитата од Ендрус, кои што зборуваат малку на таа тема. Едниот потекнува од мај 1851 година и тој пишува вака. Ликот на ѕверот, вели, значи Откровение 13 глава, зборува за ѕверот и за неговиот лик. Ликот на ѕверот мора да биде некоја друга црква, бидејќи првиот ѕвер е папската црква, според претходното што го проповедале и пишувале. Ликот на ձверот мора да биде некоја друга црква облечена со граѓанска моќ или државна моќ, власт и авторитет да ги осуди господовите свети на смрт. Ова не може да представува ништо друго, не може да биде ништо друго, туку корумпираната и отпаднатата протестантска црква. Че го пишувал Ендрус, 1851 година. Протестантската црква, вели понатаму, може да ја гледаме како една целина, да ја сметаме како една црква, но колку приближно
незините различни секти бројат се 666 на број, е прашање кое е интересно да се испита. И тука го завршува својот цитат. Човек е еден доказ дека некои од првите адвентисти верувале дека број 466 го означува вкупниот број на сите протестантски деноминации во Америка во тоа време. Се разбира, ова е погрешно верување. Што значи број 466? Иако тоа не е нашата тема. И денешните адвентисти сега живееме во време кога почнуваат, или веќе почнале уште пред 20 на години, а веќе сега отворено се срамат од своето некогашно верување. И сега, денес се јавуваат нови теории за тоа што значи 666. Например, една таква теорија вели, сте прочитале можеби во некоја книга порано, дека бројот 466 значи, бројот 6 значи број на човек, бидејќи откровението вели тоа е број на човек, затоа што човекот е создаден во шестиот ден, значи шеската е број, символ на човекот, и 666 значи е некој символ на целото отпаднато човештво. Постои денес едно такво толкување во адвентизмот за 666. Дали тоа точно или погрешно? Погрешно. Едно друго толкување што го прочитав пред неколку години од еден теолог од Нјуболт, а Хрват и некој по потекло, е дека 666 се однесува на 666 таланти злато што царот Соломон ги прибил од етиопските рудници. Ги испорачал. Па тука следува заклучокот, значи 666 се однесува на материјалното богатство и е символ на сребролюбието, да речеме, во црквата. Зошто денес се јавуваат вакви погрешни, а така општи толкување на 666? Затоа што денешни адвентисти се срамат од вистинското толкување, од својата вистинска наука која што некогаш ја проповедале, а некои што се уште ја проповедаат. Деноминацијата почнува да се срами и од нив и почнува да се оградува од нив. Откровението што ни кажува во 13 глава? Значи ова патем да го кажеме, бидејќи е битно, да отвориме Откровение 13 глава. И денес може да ви дојде некоја книга во рака, која што може да ви тврди се и се што во врска со библиските пророштва, па и со зверот и со бројот 666. Меѓутоа, вие никогаш не треба да бегате од книгата над книгите. Секојаш треба било што читате или слушате, да го проверувате со Библијата, дали е тоа така. Само тогаш ќе бидете мудри верници. Тука е мудроста, вели последниот стих од 13 глава, во Откровението, кој има ум, значи, се бара прво да вклучите ум. Не да купите или да прифатите или да почнете да джвакате нешто што ви дошло сервирано, без вашиот ум да учествувал во сето тоа. Кој има ум, нека го пресмета бројот на зверот. Значи, бројот на зверот е нешто што треба да се пресмета, математичка операција. Забележавте, што вели? Да го пресмета. Ако речеме 666 е символ на отпаднатото човештво, тука имате пресметка, операција математичка, немате. Или символ на материјалното богатство, тука нема никаква математичка операција. Може би толкувањето на првите адвентисти дека се однесува на бројот на сите протестантски секти, тие самите ги нарекувале секти. Тука има операција, собирање, и е по-логично, иако и тоа е погрешно толкување за бројот. Зошто?
Значи, да го пресмета бројот на зверот, бидејќи е број на човек, така, и бројот му е 666. Сега, дали е тоа се што се кажува во врска со бројот? Не. Ако се вратиме само поназад, еве каде што почнува да се зборува за ликот на зверот, вториот звер, 15 стих, се вели, и му се даде да вложи дух во ликот на зверот. Иако новиот превод вели бистата на зверот, многу комунистички. Барем иконата да стоеше или ликот. Кипот да стоеше. Малку по-логично. Биста се. Ја ке велам понатаму ликот на зверот. Може би Константинов се уште ги има ликот. Да, сигурно е поточно. Значи, оној ќе вложи дух во ликот на зверот да прозборува тој и да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат пред ликот на зверот. Интересно. Треба да се поклоните на ликот на зверот. Видите, може би до сега сте мислели дека некогаш некој државен закон ќе ве тера да му се кланяте на папата. Или не. Да бидат убиени оние, пишува, кои нема да се поклонат пред ликот на зверот. Ликот на зверот не е папата. Кој е ликот на зверот? Денес има многу македонци и адвентисти кои што му се клањаат на ликот на зверот. Кои што се воодушевени од Соединетите Американски држави до тој степен што осудуваат било каква критика упатена на адреса на владата и државната политика на Соединетите Американски држави. Адвентисти зборува. Значи, Библијата не предупредува да не му се поклониме на ликот на зверот. Понатаму што вели? И ќе направи сите, 16 стих, и мали, и големи, богати, и сиромаси, слободни, и робови, да им се стави белек или жик на десната рака или на челата нивни. Добро. Што значи ово? Нема да расправаме сега. Симптоматично е малку со Обама Кеа, законот кој што предвидува до 2017 година сите жители на Америка да бидат микрочипирани, а до 2020 целиот свет. Меѓутоа, што значи жигот на зверот? Е друга тема во духовен смисол, бидејќи тоа е нешто што е подлабоко од технологијата, од начинот на кој што ќе биде имплементиран. А дали ќе биде имплементиран на овој или на оној начин, е сосема сеедно. Та никој да не може ниту да купува, ниту да продава, освен кој? Освен оние што го имаат жигот, или што името на зверот и бројот на неговото име. Забележавте? Значи, и потоа вели, тука е мудроста кој има ум, нека го пресмета бројот на зверот. Значи, бројот на зверот, претходниот стих го идентификува како број на неговото име. Самата Библија ви кажува. Значи, имате две работи. Прво треба да направите математичка пресметка. Бројот на зверот е нешто што треба да се пресмета. Математички. И вториот елемент е, бројот на зверот е број на неговото име. Значи, каде треба да го бараме бројот? Во името на зверот. На кој звер? На првиот звер.
Кога Библијата вели зверот, мисли на првиот звер. Кога мисли на вториот, вели ликот на зверот. Или едноставно вториот звер. Кој е името на зверот? Денешната адвентичка деноминација се срами од ова толкување и повеќе не го проповеда. Дури од денешни адвентички теолози се слуша во јавни проповеди, во сабота, например, имаше во Влаја пред 4 години, сабота наутро, една таква проповед од доктор по теологија, тогаш беше магистар, не е важно. И тој кажа јавно дека не постои ниту еден доказ, историски доказ, дека папата, било кој папа, некогаш на својата тиара носел таков надпис Vicarius Filii Dei. Значи, денес и адвентистички проповедници порекнуваат дека папата го прочитале некаде, го научиле од некој протестант или од некој језуит, сеедно. Го слушнале од некого, го прочитале, го научиле на некој факултет, на некои постдипломски студии и го пропагираат и тие. Значи, слушнале лага и пренесуваат лага. Постои едно католичко списание, се викаше, во Америка се издаваше, Our Sunday Visitor, нашиот неделен посетител. Од 1915 година. Во тоа списание самите католици, бидејќи кој е католичко списание, уредниците и издавачите на тоа списание, тврдат, и тоа адвентистите го користеле, во текот на 20. век адвентистичките мисионери, евангелизатори, проповедници го користеле тој доказ. Во тоа католичко списание самите католици тврдат дека на папската тиара навистина стои запишана титулата Vicarius Filii Dei. Самите католици признавале дека е тоа така, што значи заменик на Синот Божи, на латински. Нешто што се знаело, сега одеднаш магистри и доктори по теологија ви го порекнуваат дека не постои. Тоа е, ајде, например, денеска, замисля ситуација, денеска користиме лаптопи, телефони. Кој од нас денеска слуша радио, како пред 20-30 години? Освен во некој такси, каде, слушате ли некој радио дома? Пуштате ли радио денес? Изгледа радиото умре. Исчезна од нашите домови. Покрај денешната технологија. Меѓутоа, тоа се разбира нешто нормално, нели? Од мојот дом исчезна и телевизорот. Добро, сега, тук имам телевизор, меѓутоа, лаптопот стана замени за телевизорот. Да, и за радио, и така нато. Се разбира со интернет во него. Односно, интернет конекција. Грамофон, значи имаме некои работи што постоеле, сме ги сакале, сме ги користеле и сега исчезнае, се сеќаваме. И уште имам дома грамофонски плочи од тие црните стари. И понекогаш добивам желба од нив повторно да ги слушам. Сега, замислите некој да дојде и да ви рече, при здрав памет, да ве прави будали, никогаш не постоел грамофон. Затоа што денес не постои. И никогаш немало радио. Така звучат оние проповедници кои што ви велат никогаш не пишувало на папската
тие викариус фили идеи. Денешни теолози, магистри, доктори тоа го зборуваат. Со цел да ги збунат своите верници, со цел, значи, да го одвратат, да го погазат или да го поништат некогашното проповедање и толкување. Самите католици знаеле и тврделе отворено во јавност, во јавни гласила, дека навистина постои таа титула, денешни теолози тоа го прекнуваат. Толку за 666. Иако, значи, верувањето на првите адвентисти било на некој начин погрешно, дека 666 не се однесува на бројот на протестантските секти во Америка. Сепак, нивниот првобитен страв дека легализацијата, признавањето од државните власти може да донесе отпад од вистината, за жал, денешната адвентичка црква го оправдала, го исполнила тој страф, од што се плашале првите адвентисти, денес е реалност. Бидејќи денешната адвентичка деноминација навистина се срами од вистината која што некогаш ја проповедала. До тој степен, замислете, што денес, значи во 2015 година, официјалното број 1 адвентистичко списание, што го издава Генералната конференција, Adventist Today се вика денес, она што некогаш се викало Review and Herald во времето на Елена Вајд и подоцна. Значи, официјалното адвентистичко списание, што го издава Генералната конференција, издаде, односно, објави напис во кој што отворено го повикуваат председателот на Генералната конференција, Тед Вилсон, да му се извини на папата. Зашо да му се извини? Значи, папата пред да дојде, или кога ќе дошол во Америка, да му се извини. Зашо да му се извини? Затоа што во градот Филаделфија, таму каде што папата требаше, како и во Њујорк, да одржи католичка миса на отворено, бидејќи многу католици живеат во тие градови, таму некои адвентисти, веројатно независни, што деноминацијата се огради од нив, некои адвентисти поделиле стотици илјади големи борби во секој дом од Филаделфија. Значи, денес не се срамат, отворено некои високо позиционирани службеници на Генерална конференција бараат, значи, извинување и се оградуваат од вистината што некогаш и тие самите ја проповедале. Се откажале од верата. Отворено признаваат дека се неверници. Се срамат, помило име признанието од луѓето. Легалноста им е помила, отколку вистината. Би сакал да завршам само со два цитата од рани списи. Да видиме што Елена Вајд кажала на оваа тема. Прво имаме 27 страница во македонскиот превод од рани списи, каде што се кажува следното. Првиот пасус на 27-та страница. Јас видов дека Бог има деца кои што се уште не знаат за саботата и не ја држат.
тие не ја отфрлиле таа светлина. И сега понатаму вели: и на почетокот на времето на неволите, вели, ние ќе бидеме исполнети со Светиот Дух, за да можеме во уште поголема мерка да ја објавиме саботата. И сега внимавајте што кажува следното. Ова ќе ги разбесни црквите, се мисли на деноминациите, и кого друг ќе разбесни. Ова ќе ги разбесни црквите и номиналните адвентисти. Ќе ги разбесни. Деноминираните адвентисти. Легалната адвентистичка деноминација. Што ќе ги разбесни? Тоа што некој во силата на Светиот Дух ќе ја проповедаат саботата во последното време. На почетокот на времето на неволите. Бидејќи тие нема да може да ја оспорат вистината за саботата. Во тоа време, сите Божи избраници јасно ќе увидат дека ние ја проследуваме вистината и ќе излезат од своите цркви и заедно со нас ќе го претрпат прогонството. Видов меч, глад, опасни заразни болести и голема збрка на земјата. Безбожиците мислеа дека ние сме ги предизвикале излевањето на Божите казни врз нив, па се подигна и одлучија да не истребат од земјата, мислејќи дека со тоа ќе го сузбијат злото. Елена Вајд споменува еден израз номинални адвентисти. Покрај црквите, протестантските цркви во Америка, вистината за саботата е нешто што ќе ги разбесни, односно проповедањето на таа вистина, како сега ширењето на големата борба во Филаделфија, е нешто што ќе ги разбесни номиналните адвентисти. Што се тоа номинални адвентисти? Кои биле номиналните адвентисти во времето на Елена Вајд? А што би било денес или во блиска иднина, во времето кога ќе почнат неволите и прогонствата врз Божиот народ од страна на Соединетите држави, се мисли на тие прогонства. И прогонства Божиот народ има и денес, и вчера, и во разни земји, например во муслиманските, во европските исто така. Меѓутоа, времето на неволите започнува кога Соединетите американски држави, првата држава на верската слобода, ќе почне да го гони Божиот народ. Јас имам намера да го преведам целото писмо, што беше предложено да му биде испратено на папата од страна на Генерална конференција со извинување. Ќе го прочитам следната сабота на вечер, ако даде Господ живот и здравие, и ќе одговорам на прашањето кои биле, а кои денес се, или ќе бидат во блиска иднина, номиналните адвентисти, кои што Елена Вајд ги споменува во рани списи, како некој кој што заедно со отпаднатите протестантски деноминации ќе го прогонуваат Божиот народ и ќе прогонуваат вистината за саботата, така вели таа. Значи, следната сабота највечер ќе одговорам на овие прашања. И неко сега само да ви кажам дека предложеното писмо за извинување до папата, дали знаете со кои зборови започнува? Како треба да му се обрата на папата? Председателот на Генерална конференција во предложеното писмо. Му се обраќаат, значи адвентистите му предлагаат во писмо Свети Оче. Следата сабота ќе го испечатам, ќе го преведам, ќе го испечатам и ќе ви го прочитам цело. Да видите што таму пишува. Господа ни даде сила и храброст во ова време, во кое што живееме и се исполнуваат библиските и пророштвата на духот на пророштвото пред наши очи, да бидеме верни и храбри во Господовата вистина. Амин.